прозвучи нешто конкретно. Добре, ми дојдовте во нешто конкретно. Денешната тема ја земав од оваа книга. Што се еден маж знае за жените? А содржината е ваква. Дополнителна инспирација пронајдов и во новата песна на Мерлин кој што вели: мажите се мажи, или се простаци, или се джентълмени. А што се една жена може да биде, тоа не може ниту да ви објасни. Се вели дека мажите никогаш нема да ги разберат жените, но прашањето е дали навистина им недостига способност за разбирање или во суштина им се вклучува инстинктот за преживување. Дали неразбирањето е нивниот најсилен одбранбен механизам и дали преку она ништо не знам добиваат се. А еве ги моите гости. Тој е експерт за хумор и сатира. Не му се страни ни машко-женските диалози, посебно оние на лошо додворување, ситуации на сопнување или грешење на името на девојката. Што како млад и надежен мажјак знае за жените, слушаме од Стефан Николовски. Уште еден Николовски ни доаѓа, ама тој се вика Драган. Ние го знаеме како Даце, а како го викаат по дома кога ќе сгреши или нема да заврши нешто, слушаме од пејачот и член на ансамблот танец Даце Николовски. Во студиото влегува и професор доктор Горан Димитров, гинеколог и акушер. Тој не зборува само за медицината, туку и за жените, нивното тело, здравје и достоинство, со почит, со знаење и со доза на хумор, што лечи повеќе од таблети. Женската страна денес ќе ја брани Мијата, пејачка со моќен глас и контролор на летови со уште помоćни реакции. Знае да приземи авиони во лоши услови, а со кое прашање се приземјува маж ке слушнеме сега. Добре ми дошле сега вака и официјално. Значи, темата и книгата, на крајот дали ќе ја напишеме оваа книга или ќе ја пополниме? Што викате, а? Ја да знаев дека постои вакво нешто, ќе си купував од 5 до 4 средно. Јас се разочарав што некој го направил веќе, мене ова ми беше идеја за ваква книга. Може да се подпишеш. Така да. Добро. Сега, секогаш кога се зборува за мажите, има две правила. Значи, викаа дека сите мажи се исти, со чест на исклучоци. Кои се тие чест на исклучоци? Во кој ред спаѓаат тие мажи? Тоа многу ме интересира. Ние тројца. Како Еве ги често исклучоци. Редот на честа. Дај ги најде како ги собрат. Заврши се емисијата тука и готово. Често исклучоци. Да. Што карактеристики имаат тие кои што спаѓаат во честа на исклучоците? Тоа чест на исклучоци ми е многу интересна работа. Го кажуваш и после распалуваш по сите. Значи само со чест на исклучоци и почнеш. Так. И се препознаваш. Ама му го кажуваш на тој. Да, со чест на исклучоци са, нели, рака на срце. Многу е тешко се прави разлика од множеството. Така? Така, многу е тешко. Затоа доаѓаш во емисија и одма правиш разлика. Добро. Мијата, кој е тој ред на честа на Јас исклучоците од скоро мажите? прочитав едно многу интересно, ме замисли, јас кај спаѓам. Вика, на вистинскиот маж, партнерката му е среќна. На сите останати им се силни. И, значи, за еден момент почнав да размислам дали сум во среќните или во силните, нели? Многу е јако. Жено, среќна си? Не. Ја може да се ја. Среќна си? Кој ќе речат, нели, у Македонија све силни жени, да ти кажам тоа да се загрижиш. Не знаеш дали Многу малци исклучоци, значи. А ако е срекна и силна? Леле, мојава е таква, брат. Тоа е прашање сега. Глас не Значи, знам да ти пуштам дома. Кажи доктор. Чекајте, вие многу романтично почнавте. Не се среќни си. Многу романтично почнавте. Чекајте. Прво викате, изјавате партнерката е многу среќна, така? Или жената што е со него. А што ако се работи за повеќе партнерки? Ау, Тоа не знам која може. Има една Сакате мисла да одиме натака? има една мисла на овие групава на мачоистите дека мажот што не сака други жени, не си ја сака ни својата жена. А што?
Немојте да одиме сега по така по романтични патеки, така. Ма вие сте така научени на повеќе. Имате една во натре, другите се пред врата и вас вие сте. Вие па многу професионално да фатите се враќам таму Sister Wives. Јас така го разбрав. Ја го сватив по-професионално, иначе подруго не ни смеам да го сватам, ќе ме убијат човек. Не знам, јас македонка што знае дека го дели мажот и што е среќна. Не познавам така. Не. Јас Може би има во арапските некои култури, не знам, во Африка, во негде, не знам. Има, остати таа работа. Има. Македонци може Македонци што Македонки дали? Не, бе, мислам дека има. Македонци што го делат мажот или не? Да, са неофицијално да го делат, не го знаат дека оди. И тоа. И се среќни? Па са. Па тоа викам, не знам така. А што знаат дека оди, а што ако заедно си го делат мажот на ист? Па може и така, бе. Тајмо. Ама докторот тргна со ова, ние супер си потпрали. Јас сакам Докторот даде теорија. Разбијам некоја, како се вика тоа, романтична идила. Не е во стварноста се така. Ама тогаш требаше сите 4 гости да се машки. Ке си имавте муаве. Ја морам да држам другата страна. Може ќе се изгасе и камерите тоа. Ја ќе си попречутам, пошто треба да летам деноиве, остати таа работа. Мијата, дали е полесно да навигираш, да слета авион под лоши услови, отколку да се објасниш со жена во ПМС? Жена во ПМС? Нема врска жена во ПМС или маж што му мекне е тоа исто. Така да, како да ти решам? Нема тука да правиме ние едно или друго. Значи, секако е полесно да слеташ авион во... Значи, не снимаме ни 5 минути, 2 епик ствари. Значи, чекај, Направи бе. Браво. ама чекај малце. Да прашам нешто. Зашто ги карактеризираме вака или така? Докторот да објасни. Исто ли е, докторе, жена у ПМС и Многу е омекнување? тешко тоа да се објасни, да не идеме во научни Не. води. Не, ајде иде. Меѓутоа, знаете дека е многу комплицирано. Жена и да не е у ПМС, ако е нешто љута, тогаш тешко се справуваат. Било кој. И најголемите мајстори, што викаат дека се мајстори, мажи, тешко се справуваат. Добро. И дипломатски мора, не само. А да не збориме тоа за ПМС, тоа жештини, А за ова, тоа за- Тоа нервози. менопаузи, ПМС, све, Сите ништо се не пуштам криви, тоа. Сите ова, сите Да, ова. го ќе почнат. Даце, Повелете. како знаеш дека сопругата ти е љута, а претходно сте немале ни кавгани недоразбирање? Искуство. Абе, 7 години идевме и 5-16 сум у брак, како знам. Како? Влага на Како врата е? и знаеш како диши, знаеш како оди од лифт кога ќе искочи. Знаеш како отклучува, како затвара врата, сети. Тогаш знаеш дали да подлазиш малце, дали да наставиш кај си. Знаеш како? Нема тука. И што ти реков прошлиот пат? Кога вие не сте у ПМС? Не сме ни. Добро. Си има моменти. Добро. Стефане, ајде едно. Кога ќе го сгрешиш името, ама си снаодлив, како се реагира? Сгреши го името на Снежа. Па, еве, на пример, не знам, со Снеже сакаш да направиме, Снеже или Снежана? Како сакаш утни го името? Добро, на пример, ако тргнуваш, ако девојка ти не се вика Снеже, а ти не си викаш Снежето надвор, мораш да бидеш, тајмингот е таму најбитен. Значи, тајмингот да се спровнеш, да биде, ама да не биде. Значи, тука е исто со Бојана на колана, и Светлана на колана, и така, ама мораш да си ноншалантен. Значи, мораш да си... со песна. И со песна може. Снежана. Да, само треба да се оправдаш зашто ја пееш песната, знаеш. Како беше филм си правела со 7 џуџиња, си чекала село без кучиња. Добро. У школа уче дека најголема увреда да не го знаеш името на некоја, на кој што ќе се обратиш. Тоа е најголема увреда. Значи, дури викаат, ако сакаш да не прекинеш со комуникација со некоја женска особа, ќе рече и како беше името? Аха, изгрешиш. Или ќе сгреши, ќе рече и нешто као Снежана Ивана, Ленче, нешто така. Добро. Докторе, дали мажите, како што се скроени вака сега, можат да издржат пораѓај? Можат да издржат? Пораѓај. Ние да се пораѓаме или да гледаме? Да буде и да се пораѓате. Видете, има тоа е легендарен филм со Арнолд Шварценегер, така и Дени Девито. Тоа ни е основата, други такви работи не су видел до сега, нели, пошто не се зборело за тие
сексуални ориентации и сето тоа поново време се збори. Меѓутоа, јас можам да ви кажам како мажите реагираат кога ги гледат жените како се пораѓаат. Гледате ме уста вака. Така прават, или има други типови кои што од страната вака прават и кога треба да излагат детето, вака нешто како да помагаат нешто. А има одважни типови, ќе кажеме случај, тој веројатно сега има дете во некои си, сега ќе ви кажам, од прилike околу 15 години, доаѓа во родилна сала и тогаш беше дозволено да присуствуваат мажи. И сестрата со еден чуден наглас, пошто имаше работено по странство, иначе македонка тука родена, му вика, вие сакате да присуствувате на раѓањето, меѓутоа пазете на последиците на... Не, јас сум видел све. Јам собирано ранети од преку шофершајвна, што излета на дрво, ги собирав и сите ти им помагав додека дојде брзата помош. И застанува човек така како со брада, со мустаки, со сето тоа и вака гледа, ама со стаклен поглед. И днешка детето излага, он не трепнува. И вика, леле, честито, ја бацува во чело. И викаме, леле, ови стварно, ама таква, дури ни емоција нема. Ама сестрава работена така во западниве земји, нешка вика, јас таму кај што работе, да се работе, вика, има обичај да се пресече па почтата врца од страна на татко. И му дава ракавици, и овој сече, и кога ливна тоа крвто, нешка доле, и се лизна. Така да, различито реагираат, а во тек на престој у Шпанија сум бил на студиски престој во Санта Круз, во родилната сала, секој трет го се слушуваш. Да, значи, си паѓа. од присутните партнери или сопрузи или... Така, ви... Да. Добро, ти не си присуствувал? Не сум. Поради, немаш. Слушнав 2 секунди, искрено ќе ви кажам. Ме врати сега докторот на денот кога се пораѓаше жена ми со првото дете, јас на шала настапив. Пејач, ќе се качиш горе, сакаш? Нормално дека не смеам. Викам, нема проблем ако ми дозволите, и во тој момент имаше едно уа! И толку. И викам, кој е тоа? Овде песни не се пеат. Ту. Мијата, твојот сопруг не присуствуваш? Не. Одразно. Добро, знае докторот и мојот сопруг не Не, присуствуваш. јас и со царски рез 2 пати бев. Тоа беше too much. Добро. Ама гледаше комицки видеа, чекаше чиринг, правеше навивање. И најинтересното кај мажите ми вика се пораѓаме. Која ќе рече се пораѓаме. Добро е тоа. Барем некој чувство. Пораѓаме, да се. И секогаш маж ми одговараше како помина. Многу добро поминавме на пораѓајот. Значи исто одговараше во. Да, многу добро поминавме, добро така. Се чувствувал. Не, ја тогаш уште бев пушач, беше многу ладно. И што колку? Дремев доле, стара гинекологија, 2,5 кути цигари испушив за едно 2 сата, не. Многу ти беше. А ги осети порадилните болки? Ти? Мислам дека поише хемориди ми излегува мене него на жена при пораѓај. Али добро изјавуваат, многу добро изјавуваат црногорскиве колеги. И што вика? Нели ќе се роди женско, и он вика, добро што се родило женско. Вика, зашто? Вика, па да не се мачи као ја, чекам надвор, чекам да се породи жена, се мачам, тоа, он повеќе се мачи него жена. Добро, кога почнавме со мажите и со жените, ајде да видиме, значи сега, како треба да изреагира маж кога жената ќе одлучи да си го задржи сопственото презиме. Даце, како треба да изреагира маж? Јас многу отворено разговарав со тогаш девојка ми. Некако сакав да го има моето презиме, онака тајно во себе, си викав, земи го. Ама немаше да се противам ако одлучеше да го познавајќи ја, нели, како што реков, пред многу 7 години бевме врска, предпоставував дека ќе го задржи незиното и на незиното ќе го додаде моето. Не идеше да го земе твоето? Немаше да имам проблем, искрено ти кажам, стварно не. Немаше. Ај пак? Јас сум лош за многу работи, ден денеска изигравам Турчин дома за 1,1 милиони работа, ама мислам без навреда. Добро.
Но немаше, навистина немаше. Многу сум open mind за многу ствари. Ти, Стефане, сега. Незиното. Ти го ја. Ко на матичар да сме. Јас ќе ти спуштам пола цена на свадба кога ги ти пеам само ако го вземеш и незиното. Значи ја го земам незиното. Еве докторот за порање исто ако го земеш. Да, исто, значи се си ја. Све ти е наред. Добро, на таа тема за презимиња, како размислувате? Или како треба да размислува еден маж ако жената одлучи да си го задржи презим? Видете, тоа кое би се одлучувало, значи би требало дента пред свадбата, пред подпишувањето. Добро. Како ќе дојде така, или паричка, или... Мене така беше. На теснато. Матично ја предомисли, иначе ќе направиш Без многу мислење, без многу мислење. се има и го еден- задржа само моето. Има и еден многу интересен момент кога се отпуснато писмо кога е нели детето кога излегува, значи таму стои името само на таткото. Зашто е тоа така? Татково име. Затоа, а не он не мора Пошто да му да. се убедиете, затоа. Реално. Случајно Ја, се значи, Вака диплома, да ти го сака детето дома кога ќе дојде. Како зашто еве имаш буквално, значи тоа сино картонче ми го даде од државна, пишува, значи детево родено тоа пишува доктор кој го породил, и таткото и мајка никаде. Детево без мајка излегува. Остај ти. Да знаете како напредува науката. Како? Више, такви Нема да работи- има ни татко. Не, ма да ја татко, него ќе се знае Епрувета. таткото ќе се знае уште тама кој ќе биде рана бременост, нели? Знаете тоа со тие взимање на крв од мајката у 9-та недела, значи рано, може да се каже и полот и кој е таткото и сето тоа, па уште малци ќе направат и какви боја на очи, на коса ќе биде. Дури како го вика, дали тоа е ДНК тест, Така. овие од Сараево се вика, ние то ДНК. Викам, што е тоа? Да ние е комшија. Случајно. Да не е случајно комшијата, да се проверил дали е таткото татко. Да се осигура. Не секи. Поминало. Си го сакаш кога двое. Чак на тоа. Чути мори едното и другото личат на мене добро. 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 Сега, кој од овие жени најмалку кој од овие жени најмалку ја поднесуваат жените? Да речеме сопругата, партнерката, што мислите вие? Нели? Неговата бивша, неговата најдобра пријателка или неговата мајка? Кој? Жената кого највише не кого поднесува? најмалку поднесува, да, неговата пријателка, значи твојата пријателка, твојата бивша или твојата мајка. Што мислите, Мијата, ти чувај се за крај, што вие мислите? Ете вака генерално општо. Генерално мојата најдобра пријателка, а на почетокот и мајка ми. Добро? Мојата најдобра пријателка, веројатно, мада немам некоја најдобра пријателка. Па ја немам. Затоа не, Тоа сакам да ти кажам. Елиминирано тоа све. Добро. Каква црна пријателка што зборува. Ајде молим се. Добро. Ајде Стефан, ти што мислиш? Дефинитивно најдобра пријателка. Добро. Ако немаш најдобра пријателка, тогаш одма е бившата. Бившата. Пошто на сите бивши се за неа сака да ги убие. Што има ти порано таму, да си таму со некоја. Животот почнува со мене. Да. Тоа е тоа. Па, бидете така. Убаве пред 10 години. Абе, што има ти? Ти со таа таму. Таа сега те знае ти каков си. Имаш бивши? Добро, докторе, што мислите вие? Познавајќи ја женската психологија. Зависи од какви личности се тие трите особи, меѓутоа зависи од традицијата и обичаите на кај тие кај што се случува. За наше поднебие, па и за други поднебија можда сепак мајката, свекрвата. Еве зашто. Еве сум чул една многу добра поговорка од Јужна Шпанија, од Андалузија, кога мајката на жената, значи овакво бабата, му се раздерува, го брка зетот и ја кажува таа поговорка која вика неверно куче и зет секоја се враќаат дома, не се секирај, немој да плачеш. Значи он има таква поговорка. Така да Зет. да, сега зависно и од карактеристиките на добрата другарка,
Така, карактеристика. како е некоја, така, како ги викате, вамп женска, така, таа тогаш ќе биде многу, така, љубоморна. И бивши очи вадат. Може да се преправа дека нема Кои ништо. идниве се позафркнати, доктор. Сакам да речам, за бившите се најубаво. За едните да мислим. Добро, мијата да заклучи што мисли мажот. Мажот што мисли или жената што мисли? Да, жената што мисли. Прво мислам дека на почеток пријателката е омразната, затоа што ниту една жена не верува дека има пријателство меѓу маж и жена и тоа е само некоја што не успел да влезе во гаките. И дека таа тензија меѓу нив постојано, дека еден од нив стално развива филингс и дека тоа треба одма да се изелиминира. Маско-женско другарство. Согласувам. Поубаво никогаш не сум го објаснил. Значи, вака, тоа одма се елиминира. Затоа жена имаш. Слушај, тоа одма се елиминира и како Даце што би рекол, више немаш пријателка. Меѓутоа, Јадам другари. слушај, со мајката емоциите. Значи, да објаснам тоа, нели, свекрвата. Зашто снаат и свекрвата секогаш се во конфликт? Затоа што на почеток, нели, кога ќе заврши ренесансниот и романтичниот периоди, кога ќе сватиш ти како си се зезнал дебело на сите теми, све ти е мајката негова крива, него спремила, него научила, негова. И тоа е кумулиран стрес низ годините кој што не си оди. Нормално е тоа, види примопредаја правите на Примопредаја на детето. штафетата, Значи, па, го така чувала е. она, сега го Сега треба ја да го чувам, она не го спремила. Она не го спремила за живот и одма ти е крива за тоа, за ова, за Па ова. кој е дете најтешко се воспитува? Па тоа. Не бе, жена ми додека ќутеше, додека не враќаше на никого, Ти мислеше дека е окей све. не бе си имавме проблем. Сега кога не ќути, кога враќа на све живо, сите сакаат, не сериозно ви кажам, не Така треба. Не треба многу да се. Треба да некој поздравуваме. мини курс пред брак за младите така, жени. нормално. Да си после тоа. Да, еве, значи за Стефан да знае. Пазе сум. Ти си залегна фијаче, да се подисправам. Младо сум уште, треба да ме подучите за тие работи, утре ќе се зафркнам. Младо си женето или младо си? Не, не сум женето. женет, младо сум, 25 имам, имам бре. Мајка ти праша. Која треба да се Мама, земеш? вика, бе. Штафетата на која да ја предадем. Ами има една дефинитивно истина, која викаат. Ако те сака мајката, ќерката ќе те сака. Сигурно. 99%. А од другата страна Еден ова се пост остава кажа. онака нешто. Да, грешката да е у нашата страна, у машката страна. Иначе, ако мајката те сака, готово. Готово. Како рече куче и зет секогаш се враќа. Добро. Со бабата ови имаат вршено. Неверно куче и зет, секогаш се Секогаш враќа. се враќа. Добро. Одиме сега на кратко. Таа вели, ништо не ми оставиме. Што правиш, Даце? Ја оставаш сама. Ма, Како што сака, ама си дома, значи. Она вика, ништо не ми ја остави, а ти ја оставаш сама, ама седиш дома. Ја оставаш сама, ама излегуваш. Или почнуваш да се преиспитуваш што си сгрешил и последното е менуваш тема. Што правиш, Даце? зависи кој ден имам од добиеното, ја. Зависи мене у кој будали ке ме фатиш. Види, најчесто знам дека сум зафркнал нешто 100%. Така. Најчесто знам. Само фората е која ќе признам. Најтешкиот момент у живот што сум го доживеал, кога треба да ја кажам на жена ми, управо си. И ту ден денес ми паѓа тешко. Зашто? Се шалам. Не, Али зашто? мора да ја кажам, мора. Се шалиш, зашто? Значи, Што е тоа толку? толку сте инае човече, кога ќе се запне да ми докаже дека не сум бил управ, па знам бре жено дека Ама не сум зашто не управ. признавате? Што има да обакво се? Ма зашто не признавате? Може на некои моменти прво не ти сече дека си сгрешил. Се правиш уствари дека не ти сече. А од стар знаеш, ти уште пред да сгрешиш, знаеш дека ќе сгрешиш. А нели е најако кога со сопругата дома дебатираш и не признаваш дека она управо и после на маса со другарите нејзините зборови ги раскажуваш како своји. Тој момент да ми го раскажеш. Тоа да го кажете. Признајте. Сега во овој случај јас сум често исклучоц. Дај Може да Боже. ми дадете аплаус ако сакате да ме честитате. Даваме ти, даваме. Како Знам да си инаето. Значи, дома правите муавет на некоја тема. Добро. И сега ти со твојата една жена Добро. држиш став, ама после од кога ќе заврши дебатата, нели, пошто со инает не се постигна ништо, жената ретерира и те остава да веруваш дека ти си драга, победил. да, Да, драга. не, он уште не знае за Добро. драга. И после некое време ти процесираш и сваќаш дека она е управо на темата.
и у кафана со другарите ги раскажуваш незините зборови како своји. Од последни текна. Пати и како жената го слуша и вака пред. Да, тоа се дешава. Да, драги. Не би се Види, кај мене обично Ке. може тоа да потрае од нејзина страна ден, два, три, недела, месец. Ништо дека не е. Добро. Не бе, знам дека е нешто и понекогаш пробам да се лигавам. Зависи колку не е ништо. Добро. Ако е волку не е ништо, Волдо. го решавам. А ако волку не е ништо, па тогаш знае некад и Така. кој ќе си дое 12 да не помага. Зависи А трепкаш? А трепкаш или трепкаш? Не Како трепкаш. се анализирала, че бра? Не бе, не, обично сум некое такво ги наетливо копито малце на почеток. Добро. Океј. Што се доктора? Како се реагира во таква ситуација? Значи кога жената ќе рече ништо не ми е, остави ме, ја оставаш сама, ама седиш тука дома да те гледа, ја оставаш сама, излегуваш. Значи почнуваш да се преиспитуваш што си изгрешил или си менуваш тема. Што е те вака? Знаејќи ги жените. Така, општо кажано, златно правило, тишина или губење од просторот и времето тука каде што е и после тоа се чека да се слегнат работите и така. Да. Така најубаво. Нели? Да Сите се така слегнат. викаат. Да. Сите и Добро. психолошки или како викал. Еве, не знам дали знаете, баш сега имаше пред едно 2-3 месеца еден надпис на вестнициве и блоговиве за Фроид, што го има точно запишано, како треба да одговориш ако некој те вреѓа. Ти вика, ти си вака, ти си ова, ти си ова, ти си ова. Како? Дали си окей? Тоа, дали ти е добро? Да го Не. праша него. Што треба да му дое, еве Што сега? треба? Зема некој ми вика ти си ова, ти си ова, ама најувредливи зборови. Како треба да изреагирам ја? Како? Да му речам да, така е и да се насмеам. Тоа највише ќе го нанервира него и нема да ми предизвика никаква Тоа ке жена ми не прави. тежина. И она е честа исклучоци. Ма, тако е у таква фаза, ја уште поише ја нервирам. Еле. Ако и он на исповед он ми доаѓа во емисија, така? Ја- Си доаѓа. Ја ако излезам надвор, седатам много пијан, нема правиме мовет 7 Не дена. бе заклучено в бравата, све менјаш браво. Мајнава скупа е. Да видам како реагира. Си имал такви ситуации со девојката. Ништо каква реакција, излегуваш, купуваш чоколада, купуваш штикли, купуваш блузичка против уруци, ги оставаш и те снемуе толку. Тоа И после вика, не си ми го погодил бројот, не знаеш никој број контури носа. Не, кој ако е и бројот ако го утнеш па нека те убие се, стварно. Името? И името и бројот и Џабе ти се против уроци, мајчки. И вака, Како треба да... која е вистинската реакција што треба да ја направи мажот? Мијата. Според тебе. Тоа е добро да се изтргне од видното поле, додека се спушти нели енергетскиот набој кај женската индивидуа. И само едноставно да се знае дека е тука за неа кога е она спремна да релиз направи и тоа е тоа. Не да моја баб не една, него, абе може тога, тие се моменти и за тангата, шо, може да прожете од танга тогаш, да видиме, разни има состојби. Мажот да прожете од Мажот, нормално како. Па кој? Од стар да ти биде јасно, другарче. Дур не ти измоделира како она што сака, нема да престане. Ништо, џабе. Така да не се противи. Ако треба танга, Пишеш танга. нешто таму. Што треба, Ако треба танга, да секој си го знае, фетишот на Танга. својата драга. Решение танка. Добро, окей. Таа се дотерала. И сега, ти викаш. Омори Ти што правиш? И викаш, кај ќе одиш? Ау, пак си се подновила. И викаш, изгледаш као бомба или си играш игрици? Не, не приметуваш. Тоа последното, Менјам браво. тоа Менјам последното може да те убијат. Играњето игрици. За тоа со игрицата може да те убие. Да не ја приметиш да играш игрици. Тоа е најако, тоа е најтешко се слага. Добро, окей, значи И тоа што... треба да те убие уствари, што? Што има да живееш? Не, Добро, што треба да ја одговориш, ајде. одно викам дека е многу јака. Дека си бомба. Добро, ти деца, што... Чекај бе, ќе оди негде сакаш да кажеш? Бе, она се тебе? дотерала, значи се... Че без него ќе оди. Значи, Значи, еве оди негде. хипотетичката ситуација, она се дотерала, значи ти си тука, играш игрици и она вака проаѓа покрај У што тебе. проаѓа? У панталони или укратко? Значи се дотерала. Укратко не, у панталони. Кратко и све. Јасна мојата Дотерана. и да излезе сама со другарки или колешки,
си знае, она не е дека Што ќе кажеш ти, во хипотетичка убаво да ситуација? се поминеш. Јас немам проблем жена ми да... Ама ти не знаеш, она сама се дотерала. И не знаеш што ќе прави. ја отварам вратата од спална. Ама вие сте гледа, друга генерација сум ја, подругуваат малку кај мене работи, бе, значи Извини вече, чо. не знам кај оди. Ама не, еве, она се дотерала, значи све оди. тука вака Така да и кажам. сега, може би не ни оди, разбираш, ти ние дефинира. имаме Добре, различни... едно предно се прашање. Прво, леле, ама си јака, второто прашање, а кај тргна вака? Не, нема, ја не ја прашувам кај тргна. чекај да видиме докторот што вика. Не. Тоа кај тргна вака, не. Не. Психолошки најдобро е. Вау, веј, добро, како изгледаш и замолчиш. И ќе отиш ја следиш со поглед. Дали она ќе ти каже, дали нема ти каже. А највише ќе биде интригантно да не ја прашаш уопште кај иде. И на крај да рече кој ќе заи, ај добро да си проидеш. Ако тргне некој. Значи не треба. Не може. Или да кажеш, среќни се тие што ќе гледаат вечер од тебе колку си прекрасен. Видео. Ау, тоа не, тоа е на Аз ми се замислам дека контрола е сегде, разбираш, не само да Жено, чекај, застани малку. И а замисли на крај она дома ќе се врати кај тебе. Форава сега не е... Не, согласувам, не. Не, друго Или прашање. пошто докторов као што рече, Чекајте вау, сега. како изгледа. Може не Има ни такви оди. ситуации, значи еве добро излегла и се вратила и она легна у кревет и она доаѓа и што треба тука се да се праша? Ништо. Како си проиде? Некај беше, што правеше, со кого беше. Како си проиде? Добро си проиде, да и се вртиш. Не види, мора. Ние многу поише комуницираме што сме помлади и цело време сме у контакт. Не знам како А да ти више си видел на стори, она кај била, Па, си се знаеш, лајкнал, нема да си не знаеш. напред, све, гледаш и таа генерација, нешто не се сокрие. Ама ќе дојде момент кога нема да знаеш, кога више нема сториња да става. Ако не се... не се чотеки ситуација како. Чекај, не му зборете вака, ќе го премислите детело човече. Имаше да го премислиме. Најубаво. Не, добро се па више друго сега. И па за тоа збориме. Па не спориме за тоа, ова е најдобронамерно излегува од дома. Фора се така ли? прашања сега. Видите, тука можеш, убаво ти реков јас, отвараш врата од спална, чим не ти рекла дека ќе оди негде. Како што рече докторот, како изгледаш човек? И ти почнеш да се соблакаш и ја... Фала ти што си затерала за мене. Кој е вистинскиот одговор на прашањето, Мијата? Односно, кое е прашањето? И што па треба да се тоа, постави? како што реков, колку си прекрасна, среќни или благословени се тие што ќе уживаат во оваа гледка вечер. Ја ова не може да го запамтам. Не, тоа вториот дел не ми се свија. Добро бе, еве, Не. lucky people или нема врска. Јас сум тука ќе те чекам. Абе решила да искочи готош. Добро. Ајде, последното. Ајде. Ако не знаеш што е, дали треба да ја прашаш, да се јавиш кај незината другарка, да се извиниш без да знаеш зашто или да се правиш умерен. Ако не знаеш што е, Да, ако не знаеш што е, што треба да правиш? Па, значи, као преска што рече, ништо не ми е. Па не, Што треба да правиш? Еве, да ја прашаш, да ја речеш што ти е? Па, да ја прашаш разговарам, незината да. другарка нешто, да ја прашаш, а? не разговараш ја. да. Прашувам, ја ти викам, најчесто ја нервирам, досаден Шо сум. ти е? Досаден сум, после почнем да навалувам. Ама Не, ако одговорате ти треба да знаеш што ми е? знам дека е до мене, ти што мислиш, зашто му реков преска јас? Не ти сподели, да. Не, има Ако право. не, јас ја. Има право. Не треба многу прашање. Па затоа... Никако, едно конкретно прашање и Нешто конкретно ја прашуваш. Прашуваш конкретно, а што ти не знаеш као демек што ми е? Е така. И тука го јадеш? Што иде дале? И sad ти знаеш што си направил, ама само тоа не го кажеш туку, а што за она преска со торбана? Ајте, молам. А чекај, а што правиме кога ни сам не знаеш кај си изгрешил? Како не? Остајте таа. Седи брат. Не, дали има такви ситуации кај што стварно не знаете вие мажите кај сте сгрешили или само се правите така? Може би у прв момент нема ти текне, али Знаете. одма постапува. Имаше на палета вака. И вака преса. Тука е джамчето и вака преса. И врти тргалото вака, така. И туку глупости може да направи во еден ден, што стварно не знаеш кој од тие глупости е вистинската што е наљутил. И само пред так и застану и ти Како стар, јам гледам да не ја малтретирам со прашања, туку што ти е? Ништо, значи ќе пројде, ама знам дека ќе има една добра бура Аха. и многу трпи сиромашката. Многу трпи, Силна. али кој ќе и прекипе,
го јадеме тројцата дома. Така, сите, добро. И као мачи. Добро. Значи, прашање не поставуваме, докторе, или само едно кратко јасно, или... Едно кратко јасно и после не треба да се одвива ситуацијата од тоа да дојде до иритирање на ситуацијата, така? После доаѓа до пламен и веќе иде у несекан правец целата работа. Така да прашање и готово. Па јас сега една друга ситуација добро. Ајде, кажи една ситуација. Ти многу убаво знаеш што ми е. Не знам, кажи ми. Не ти кажувам. Са те пате копка, Ти не ти треба е да ти убаво. И текне. викаш, добро, второ прашање, нели? Кажи ми зошто. Ништо, не ти кажува. И викаме, не прашуваме веќе, така. Не прашуваш, се вртиш на другата страна. Па да, тебе не те не интересира. Па да, па тебе ти е сеедно, тебе ти е гајле. Праша еднаш, не ти и готово. Оти, играј фудбал, оди, ајде. Ајде, мијата, што треба да прават момците во таква ситуација? И тука е паметот чворвиш. Тоа е, не знам, тоа е женизам. Знаеш, јас многу не го практицирам, бајда ми си има измутирано карактерот и од професијата, предпоставувам. Не сме да се откаже мажот, бајда тоа е главното. Како што вика Стефан, со едно прашање, не можеш после тоа да се откажеш. И го кажеш, знам дека ти е нешто, кој ги си спремна да споделиш, тука сум. Значи, гледам дека ти е нешто, не сум будала, само не знам дали е нешто јас што сум направила или ти е нешто друго. Десето, кога и да сакаш, тука сум. Така е најдобра. И разбран маж. Најнеутрално. Кажи да се, ама ме гледа со очињата. И па се шо? Ме најде. Не знам, Гледаш, така еве треба да вака размислувам. Знаеш, многу често прагот на емоционалност е различен. И пример ти што викаш, у теков 5 работи ќе направиш, на секоја жена ќе изреагира. Тоа исто колку толеранција има, колку трпи или он колку трпи, тоа може да иде во двата правци. Така да, значи поставува. Значи не е само женска работа, да, може да и обратно, и мажот да е надуен што ти е, исто. Ама мажите кажуваат ли кога е, например, кога е љут, и јас кога ќе го прашам што ти е, и ми вика само остави ме, нели? И обично го дава. Му поминува. Обично му поминува. Обично му поминува и толку. Ја никогаш, кога он е љут, ја никогаш не помислам дека ја нешто сум сгрешила. Тоа е разликата. За разлика од вие што одма мислите дека нешто сте сгрешила. Како викаш Никогаш не е до нас. Има еден рилс. Вика, значи, кога јас сум крив, треба да ти се извинам. А кога ти си крива, треба ја да ти се извинам. Тоа е целата Не, поента. јас сум лош одма на стартот, можам да се извикам, после можем и да плачам ко мало дете пошто ми е криво. Ајде. Ама да, сериозно ти кажам, таков некој овакво, жена ми е по трпелива, така, али кој ќе пукне тоа. Најубаво е така, да, само ретко се дешава. Па да почне да се дешава, еве, значи. Сега учиме и пишуваме книгата за да пополнуваме. Комшије Ќе му- мислат се караме дома, усвари, ја гласно зборам, не ми пријатели. Ствари вежба. Добро. Можеме да идеме малце на реклами и да продолжиме понатаму. Може ли? Ајде. Може. Ајде. И еве се вративме. Се разви дебата и околу другарите, па ајде да продолжам веднаш со другарите. Ако дојде жената и каже, мислам дека другар ти те искористува, не одиме на свадба кај него, што треба да правиш? Почни од кај Стефан. Ајде, Дале. Стефан. Дале. Докторот е учен човек, ја. Тука нема наука, многу тешко прашање. Не знам како да го одговорам тоа. Ќе одиш на свадба сам или? Нема, добро, не го мрази за да не оди на свадба. Ема така рекла, ја неќу, те искористува, не одиме на свадба кај него и готова. Ја ќе ја исхендлам работата. Ќе речем, ај, мори, нека, ќе отидем. Не, Да направиме атер и готово. ќе отидеме. Него ќе му речем, Ќе отидеме 100%. Ќе отидете, а? Ќе отидеме, низ нос ќе ми ја извади, ама ќе отидеме. него ќе му речем, кај тебе или нема да ќе дојдаме, ќе ја исхендлам. Знаеш колку време ќе збори? Виде, ама вид, што? Бе, има ова. Види го, ти уши на свадба му Јако идеш, а и ме тераш и ја да А идеш. знаеш дека сум имал обратна ситуација? Да. Обратна ситуација. Ти отиде некаде кај Еј, што не човече, 50 евра пари која беа. Поклон, кај некој што не заслужуваше од незина страна, не заслужуваше стварно. И? И отидовме. И ден денес си го падам, не знам.
Не го вадам низ нос, се шалам, ама си го спомнуваме Ама сега чат си пат. го кажавме на телевизија. Си го спомнуваме чат пат. Ја би смислил сторија. Што би направил? Рекол, да, ти ба добре, така мислиш дека ми искористува дека прави ово, ама знаеш, имаше несрекно детство, го тепа. Да, така е најубаво. Не, и стварам сожалување за да отиде. Вече го тепа, кога беше мало дете го тепа и татко ми, мајка го тепа. Пола од детството го проидем на улица, но не сега да не му идеме ние на... Мораш да ја познаеш каква е жената. Не, па тоа ти викам, пошто мене ке ми рече многу ми е гајле, ке ме прекинуваше кај детството. Али Ми е како, гајле. истам до знање. За свадба збориме, така? За И он свадба. конечно си ја најде среќата. Ти можда мислиш дека она... Што мисли за Па ние ако не неговава... му отидеме, знаеш дека никој нема... Сам ти го ставиме на свадба. Да, и отпусти сам кој ти кажеш дека треба да ставиш толку и толку пари. И очи ќе ти. Добро, идеме на свадба или не идеме на свадба? Што викаш, Шимијата? Ја не идам. Кој е вистинскиот одговор? Мажот да каже следно, слушај ти кажам. Многу си управо. Тој не заслужува, меѓутоа поддржи ме јас да изгледам како вистински маж со најубавата жена до мене, за ине да пукнат сите да одиме. Муште да го запамтам ово што го пуке. А дека не е тој за оде... Дека си подлица у браков, подлица си толку. Така ќе објаснува. Бела, убаво. Ја чак мислам дека таа не би ми поверила, ќе кажам си. Не, бе, што збориш? многу Да се идеалистично испрчам би. ја, направиме супериорно да изгледам, пошто ти види каква си. Ти треба со мене да си на свадба, сите да гледаат. Има среќа да што е пукне. едино женско си и имаш право да го кажеш вистинскиот одговор. Ти гледаш дека си правиме модификации, ти многу. Ја многу директно. Добро, малтене е тоа што го кажав ја, ќе го исхендлам моментот. Сега има и комплимент, тука се е супер, вамо избрусено Некад направено. може и ово докторот што вика емоционално. Све знам, тој оштетен е, ама Да, тоа е. така беа се. Да му учиниме. Да Се му враќаш, учиниме. се враќаш, ќутиш у кол. Да, Чекаш да почне од оваа страна. директно биде. Имаме ново прашање, нова ситуација. Што ти Дали значи е жено цело убава? време на кај мене се вртиш? Па така си ми тие натаму ќе гледам. Ајде ја прва. А значи новата ситуација е ваква. Девојката, партнерката вика: "Дали е убава онаа девојка?" Што очекува да одговориш? Јас си направив еден рил смешка, па можам да се вадам после тоа. Дека видов една што личи на тебе, ту теретана, и ти се свиѓаше ли? Ај, одговори се. Ајде. Одма ќе ти кажам. Одма ќе ти кажам. Одговори, ај. Ќе и кажам што е добро, ама мана мора да ја најдам. Добро. да не ми се качи на глава. Слагам со него. Така. Има значи, научи. Добро изгледа први да тоа Што не си научил? комплиментите. Ај оди сега дома. Ама нешто тука вака и фали ова, она малце на криво оди нешто. Мора да така, најдеш нешто. Ајде нова тема да отвориме. Чекај, а близначки ако се? Кој бе, она сестра Ја ми. после на стори го отворив тоа. Шо ако се две близначки? Која е И сега како? А двете толку добри? Абе двете исти. Идентични. И она ти вика, тебе сестра ми убава ли ти? Шо одговараш на прашањето, бе, брат? Со близначките голем проблем. Гаси камерите, не можеш да одговориш. Ама тебе ти е поубава душата. Ќе ви кажам, Првиот пат кога си ги ви видел, кажам, ти Види, бил на шанс. стварно, и ти си убава и она, но ти некако помил поглед имаш. кога почнам, ќе ви кажам за близначките. Искуснјара. Сестра ти друга. Значи доаѓаат студентки на вежби на времето и 4 од нив се целите на онака надмурени, нажалени, а едната плаче. Викам, шо е се плаче? Може ли да не ги држиме вежби? Викам, зашто? Она вчера случајно и рекол он дека нема да излега, а он излегол и она го видела со друг тамо, со друга нешто правеле ово, она готово сето. Абе, ајде, викам, за таква работа нема секирање, викам, ајде, седите тука да објасниме, работиве, да се смири она лево, десно. И ја викам, абе, знаеш, машкиве, такава, сите сањат, со тоа близначките, демек, да биле со две близначки, двете да биле плави, со плави очи, извини, вака, нешто не асоцирам, не ово, она, и тоа, сето тоа да имаат. И викам, тоа би требало така да го рационализираш. Можда другарка му е, можда ова, не она. А не, он бака и правеше нешто, ја бацуваше, ја правиш. Абе, така си видела, не е така. Кај светло. И на крај паше, и onda викам. И, на пример,
Значи, они поише ќе сакаат демек ова, она, да ги пуштиш на слобода на сето тоа. И она, еве, и однеш како она вика. Например, они сите сањаат, да има две близначки, плави да бидат со плави очи, вика. И шо да правам, ја немам, ја имам брат. И продолжува да плаче. Демек, на све би се сложила она, само он да ја сака. Па не може бате да го натера. Да ја сака. Последното. Од овие па имате таму после позади. Значи, ако ти каже ја сретнав твојата бивша, што одговараш? Значи, вака доаѓа она и вика ја сретнав. Ваго. И јас што ти реков предко, немам бивш. Па ја немам. Што одговараш? Која? Твојата бивша. Да, што одговараш? Првото нешто, не одговарам. Првото прашање. Која? И ќе ми каже. Толку бивши многу имаш, која од тие? Не, ме интересира од тие трите. Која, бажи? Во рече која бивша? Она, знаеш, абе, каква јас сум заборил дека сум видел со. Па тоа сакам. Добро сме. Ја видел 100 години. Манија таму, ајде, нели гледаш каква станала дрндра и почнеш да стануваш трансформација у жена, правиш и готово. Да. Така, значи не. Така, Нешто. добар, се согласуваме со одговорот, која бивша. Она треба вистинскиот да го каже сега. Она мора да го каже вистинскиот Нема одговор. докторе вие? Што вика? Што ќе кажат? Една работа кој што се вика тоа да се направи деградација, кога викаш ја виде да, не викаш која. И истото она беше облечена накана, сите онака што се облекуваше, така тоа е онака. Да. И она каквото, и она ќе го каже, и ќе че да, да. И као заборавено. Така се прави. Иначе, Нема тука влагате друг проблем. Што ти кога ја видел тоа облечено? неко на времето. Не, мач со две Ајде, бе, не се ако и земала речам со одма ја оне таму, видели, ајде, мани го и ќе ми двајцата рече, а исти. знаеш за која зборувам? Не, мач со две острици. Значи, добро. Па како одма тебе на неа ти текна, од толку бивши, Глави значи шо? таа е, не. Мач со две острици. Потешко е друго прашање. Кој? Ако рече, што мислиш ти сега да ти се пружи шанса, јас да отпатувам за ова зона и она те дојде тебе да ти прави магија. Тука е тешко ти јас. Не, таму е. Тука е како ќе одговорите? Докторот во длабокото влага. Директно. Гливате, докторе. Краја да е и готово. Искачај на површина, искачај. Не знам за тоа и јас да одговорам. Богам. Не, ако е за бившата, што се одговара? За бившата, кој рече, видов твојата бивша, и он треба да каже, која? И ќе каже таа и таа, добре, шо бреј. Толку. И озбилно. Да, бе, Стварно? зашто не, па шо? Добро. Па шо? Мора да си ноншалантен. Ноншалантен, као дека не, никаква реакција не си добро. возбудиш што се Нешто спомнува да- бившата. Тоа е. На бившата оваквото. Освен ако не си зафркал нешто со таа бивша, па... Така. Не сме ја видел добре, со шо месеци бреј? години. Немај со месеци, со Ја гледаш месеци. Кој месец? Не направивме муавет, само ја видов. Добро. Добро. Значи што научивме до сега? Разни работи. Празно. Дежулето уште ми е празно, а? Како и да вртиш. Како и да ја вртиш, значи вака сега. Јас ќе ви давам подароци, а вие позади перничињата имате совети кои што сум ги нашла од женски списанија и кои што ги даваат нели за жените во однос на мажите. Така да ајде да ги прочитате вие, јас ќе ви давам подароци, пак ќе ги искоментирам. Имаш таму. Ви давам подароци, значи Sara Fashion Home имаат за вас подароци. Еве, повели Даце, вие ги имате таму. Значи кашкавалчињата, сиренцињата досоговски, ако не ги пробавте, значи еве, ќе можете и дома да се ги... Абе, тука ми стоеше. Так. Еве, Дали се пресегнеш да зимаш како културен? Фала им значи многу. дома ќе се пробате. Така. Значи кенди, исто така има за вас ги тука понавате за витаминчиња, значи ќе видите што се имате. Имате магнезиумче за смирување, еве вака. Добро. Натура терапија ќе викнам специјален гостин кој што на крајот ќе дојде и ќе заклучи што све треба да пиете за да бидете мирни. Со ваквите ситуации и прашања. Значи, Mint Fintech групацијата, на мало поклонче за внимание, вие ќе ја даунлодирате оваа апликација и ќе видите осигурување патување. Значи, сега тука има и ваучери, хипербарна комара, да дојдете во хипербарната комара, анти-ејджинг, значи добро здравје, значи докторот знае најдобро, ќе ви објасни. И имаме тука
Urban Life, значи имате 25% попуст. Еве со овој код ќе можете да си земете урбана опрема, има слушалки, има наочари, има торби за лаптопи и така натаму. Чекај, ти не читај тоа полека. Ајде да видам. Значи, тоа се совети од женски списанија, како што реков. Ајде да видиме што викаат советите. Ајде да. Малку сум збуден. Ајде. Ова е советот што треба на некоја за да се очврсте, да и го билдам. Не знам, прочитај го, значи. Многу ми е чудна изјава. Значи, женските списанија даваат вакви совети на жените во однос на мажите. Ајде. На жените. Да. Значи, од женско списание, од жена за жена. Што е советот и да слушнам како ќе го протолкуваш? Ова. Значи, ја го прочитам. Да го прочиташ. Значи, списанието, таа советодавачката и вика на женава девојка, вика, никогаш не се сомневајте во својата привлечност. Запомнете, вагата лаже, луѓето завидуваат, а огледалото е целосно искривено. Ова е, што знам, психолошка порака, ако некој е натажена, ако нешто не иде, во љубовта, и останатиот дел од животот, да и се каже како да се охрабри, да нормално да живее. Не знам како би советот. Како? Добар е советот или не држи вод? Па мало ми е онака. Како маш. Од 15 дена ли вестник? До 2-3 дена. Жолта штампа, како така ми е некако. Да не чита такви списанија, тоа е дека тие совети не функционираат. Да, кој вика да има 180 кг, вика и манекенка. И да кажуваат, и луѓето ти завидуваат, ти си вака, ти си овона, а огледалото е целосно искривено. Не знам, маци ми е така. Добро. Не го бива совет. За нијанса поточно од Хари Потер, овие што се продаваат на велико. Добро, а кој е вистинскиот совет да се даде на жена за да има самодоверба и да ја се каже дека вреди, како што беше, да не биде советот тебе две близначки? Една реченица. Во секоја ситуација иди на прва топка и немој да се грижи за ништо друго. Само толку. Не треба огледала, ваги, маги, поти сето тоа и ствара онака тежина, размислување. Така. Никогаш не зависи ни од вагата, не зависи ни од огледалото, ни сето. Тоа е се момент, така. Како вика, не се ствара љубовта од долго размислување, него од момент на фасцинација. Од тој момент. Така е. Добро. Не знам ли знаете за тоа? Знаете Ве за сега слушаме. Имало различити филозофии, дури како рекле, вика, која е права љубов? Не постои права љубов, вика. Права љубов е кога двојца, маж и жена, ќе се сретнат голи на нудистичка плажа, ама она да нема ни тетоважи, ни накид, ни ништо тоа, и ќе рече она и он ми се допаѓа, и он ќе рече и ова ми се допаѓа. Тоа е права љубов и ќе се засака. Сето тоа друго е искривување на љубовта. Зашто? Она носи скап прстен, носи тетоважа кај што пише јас сум тоа и тоа, значи некоја богата инфлуенсерка, има, како да кажам, халјен или бикини што кошта Версаче толку и толку $1000 сето тоа. Знае да наваги материјалистичко, па затоа бе. Да, затоа кажу. Да си бараш жена гол на нудистичка плажа. Тоа сакаш да ти каже Таму шетам јас за тоа. За тоа се гол шеташ. Многу баби има, нема млади таму. А знаеш? Ако мажот си замине, пушти го, ако се врати твое, ако не, никогаш и не бил твој. Добро. Си отидели друг да си најдеш, сестро. Не е бил тој, никад не е за тебе. Така ли? Па шо? Добро. Зашо си оди? Па не знам, еве таков е советот, ја не знам. Да го пуштиш ако се врати. Шпанска серија ќе правиме се или амерички филм, не сум сниман таму негде. Ако си отиде, пушти го, ако се врати, добро, окей, да. Не се слагам јас со ова. Си видиш ти, братче, цел живот на страна на жена ти, да не го јадеш стапот. Да, добро. За тебе, Стефане, еве него имаш ливчето, ако ви е кажано дека вашиот воз поминал, запомнете, има авиони и бродови. И контрола на летање. И контрола на летање.
Добро, интересно, ми се свиѓаат вакви кои ќе направиш компарација. Така ли? Да, ми се свиѓа. Така да советот е Да, советот е на место реално, да, и ја тоа би го кажал истото. Не се крие за возот, авиони и бродови, има и јахти и така. Така, и паркираш јахтата тука на Велешко езеро. На Велешко езеро нема да смеам, ама на Охридско може. Ете, На Велешко наредено. веќе има еден брод, ама закотвен, не смее да плови. Да, тоа е еден. Ајде, што вика советот, тоа е, мислам дека е за мажие, да. Мојот Да, совет? да, не знам. Вика, позади секој успешен маж стои жена која го напуштила во неговите тешки моменти. Е, па така вика списанието. Точно. Се разликува од тоа романтичните пораки се Фрапираше доктор. ова практички ме чудо не види. И сега треба да кажам што мислам. Е, па да, дали е тачно, не е тачно, што е, како е. А уште еднаш да чуја? Позади секој успешен маж стои жена која го напуштила во неговите тешки моменти. Не знам Не, дали и е тоа обратно е тоа. вистина. Обратно. Сака да ви кажам нешто? Кажи обратно. Најбогатата писателка на светот, знаете која? Дженет Роулинг, што го напишала Хари Потер. Кога се развела од мажот, со тепачка, со и работи, со не знам што, со зимање деца, веќе тоа што имала напишано, решила да го претвори во роман и за 8 години ја направила како прва писателка во историја на светот, првата милиарда. Значи, до сега ни еден писател, нити машко, нити женско, нема направено една. Значи обратно е од ова. Значи, наравно, учението што е? Па не е обратно. Не, обратно е. Не е обратно, точно е. Точно е. вика. Точно е. Јас Точно е. немам искуство, Ама и за, затоа што... не се однесува само тоа сакам да кажам, за мажи и за жени. Да, демек, Значи маката ги тера да идат напред. Тоа е како некој истина, ако си ти во брак каде што си во комфорт зона и не напредуваш како индивидуа, тогаш би било апликативно. Ама што ако онаа приказната со Черчил, знаеш, кога се сретнале Черчил и жена му со некој, и она која рекла, чека се поздравим, после вика Черчил, кој ти овој? Па тој бил нешто чистач ваму таму, вика овој ми беше симпатија во средно. Гледаш, добро си се омажила, ќе завршиш со чистач. И она му се врти, не, он ќе беше председателот на Англија. Да. Значи, сакам да кажам, јас верувам во тоа. Наравно, го поведуваме сега Сашко, значи он внимателно не слушаше, да каже дали правилно тука, еве, Тешки беа многу моапетите. тешки му апетите, да кај се препатја, значи што знаат, што еден маж знае за жените, видиш ние ништо не исполнивме, што викаш ти има ли лек или гледам тука држиш нешто. Дека многу малку знаеме или цел живот треба да учиме. Еве докторот она што знае, ние сме многу по едноставни, еден хормон не носи, тераме право, кај жените е многу по-комплицирано тоа кога ќе се умешаат сите хормони. Али мислам дека треба да се трудиме да ги разбереме. Да се трудите. разбереме цел живот. Да се трудите. Така што колку повеќе се трудиме да ги разбереме, полесно на нас ќе ни биде. И сега затоа, пошто се главном гостите мажи, јас за нив лек носам, нешто конкретно, за нивите жени, ама за нив... Добро ми е вака. Не, има денови, ќе се сложите сите, кога не може да се препознаете жената, дали е истата, дали не е, она што велиме на која нога, или добро, во репродуктивниот период, во младоста, тоа се тие некои денови, нели, пред циклусот, понатаму после 35-та, кога ќе дојде перименопауза, може да бидат месеци или цело време. Ако не знаете дали е вашата жена или сопруга или сакана, ако не може да се препознаете, ако ви е страв на што ќе наидете, сепак ева го решението. Фем која што ќе ја избалансира, ќе ја смири повторно. Не, за сопругите, за жените, која што ќе ги смири, затоа што некојаш им треба многу малце да се наместат коцкичките, така што мислам дека ова го имате во пакетчињата, фем некои тревки кои што се тука за смирување на жените. Кога не е она. Е така. Мојава диазепамна и кога се напију 2 милиграма, ја уоча терам да Не, ова е фино за балансирање, за смирување, така што верувате дека ќе им помогне. А сега стои и друг еден момент, ние повторно, нели, што верувам, по-просто функционираме
и конкретно ги разгледаме проблемите за такви какви што се, прости, многу пати тие се прости, а жените знаат да ги направат и посложени. И од едно обично прашање за ручек, они ќе убацат и гладните деца во Сомалија, и климатските промени, и така, многу комплицирано. И си ставаат, се тоа е нивната физиологија и комплексност на грижа, се што треба и не треба, и од друга страна тоа ги прави Седам до него. Како за мене да збори цело време. Не, ги прави прекрасни и такви какви што се комплексни да може да се грижат и за децата, и за мажот, и за сите, но со таа способност и нели дарба, оди па и тоа што нели се грижат за многу работи што не треба и ги секираат многу работи што не мора да ги секираат. И секогаш кога се насекирани и под стрес, и тажни, нерасположени, а со годините многу често се случува тоа. Не, општо констатираме. Ова е нешто каум, да не мора да пие диазепам, не е добар диазепамот сепак, ова е нешто природно. Он се за нас. Срекна жена ќе биде среќен и мажот. Сака да каже, не може ни да почне мажот да го унапреди. Кај нас е близко до совршенството, може нешто да се капне. А кај мажот, да се сложиме така, али не. Иначе како дојдеш само со женски препарати, има таму и за нив нешто и за машките, сега да не отварам темата и за сила и за се, меѓутоа има и за машките. А оното се напие од ова, ќе почне ли да размислува како жена? Па да пробаме, да проба. Лупаме новако за ќе почне. Кај ги остичу напити? Не знам. Али кај жените е проверено, така да сепак, ако сакате да биде да смејана, ведра, расположена, Да ги пиеш. да биде тажна. Значи, да не се караме. И ова за каум да се смее. Еве ќе пробат и ќе кажат. Добро. И да знаете дека ова ќе биде последна епизода во оваа сезона, значи ве чекам ве чекам значи во септември пак да се дружиме, да видам дали нешто сте научиле. Пошто од ова што заклучивме ништо не пополнивме, а? Ама многу па снимивме. Да, па може ќе почнав најдеме како домаќин да се порекое. Како осеќам домаќин да се Ја ги се осеќам. прегледам епизода. Сега тоа доживување од летните. Добро да видиме дали Стефан, значи, напреднал, дали видиме. нешто ќе каже, видиме. Тоа сезона додатно. да ти се Тешко, множат ама. сезоните. Фала ви на сите. Среќа да идат и на тамошните И епизоди. се гледаме пак. И Поможе повеќе ни нешто. спонзори следната сезона. Не, нормално за да ви дадам. Препарати за мажи повеќе. Така. Слушнали? Има пунинг. Слушнали? Добро, за жените, не знам зашто. Фала ви многу и земете мажи да учите и да читате книги кои што... Ќе ја земам да ја прочитам. Ова нека не мислат жити мене. Не. Да не. Знаеш дека мажот кога мисли, На пета страна имаш, а на Барем 31 слики е да многу ставеше бе там, битна. се професор доктор Макс Хиден. И да се ја професор и прочитат. доктор е, да. Фала ви, ме сакам. Ве поздравам, се гледаме септември.